благодарам потпредседателе и покрај нашите апели, нашите говори и повици за да не се фалсификува процедурата за избор на уставни суди, гледаме дека и денеска немате никаков проблем со тоа и продолжува работата втор ден по однос на предлогот на неуставниот, на неделовничкиот предлог од страна на претседателката на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, колешката Марија Георгиева, која што достави до Собранието предлог за избор на суди на Уставен суд, во кој што за чија што расправа не е завршена и на официјалната страница на Собранието на Република Македонија се води како незавршена. Спротивно на членот 128 став 1 од деловникот, исто така, претседателката на оваа комисија го достави овој предлог, инаку во овој член е предвидено дека работното тело зазема став за секое прашање што го разгледува и поднесува извештај до Собранието, односно работното тело ја нема разгледано точката 1 во целост. Значи, ако ја отворите страната на Собранието, ќе видите дека и понатаму останува дека таа точка е неразгледана, односно дека ќе продолжи да се работи по истото. И претседателката на комисијата знае дека има голема одговорност за овој чин, за ова кршење на деловникот и дека најверојатно тоа го прави под притисок на врхушката на власт, која што брза со предлагањето на кандидати за уставни суди, кои што најверојатно исполниле некои барања за поранешниот премиер, за актуелните министри, па сега треба да бидат вдомени во Уставниот суд со мандатот 9 години. На денешната седница се разделува предлогот на Татјана Васич Бозаджиева за предлог на уставен судија. Името на Татјана Васич Бозаджиева долго време ја бранува македонската јавност. Голем број на експерти од областа на правосудството, поранешни уставни суди, сегашни суди, јавни обвинители и експерти од правото, изјавија дека не ја познаваат Татјана Васич Бозаджиева. Не ја познаваат затоа што Татјана Васич Бозаджиева нема ниту една минутка во суд, не знае како функционира судскиот систем, а да не зборуваме за тоа како функционира меѓународното право или пак утре треба да одлучува по предмети во кои што треба да ја заштити уставноста и законитоста на државата. Се работи за административен службеник кој што голем дел од својата кариера ја поминува во неколку министерства. Започнува со работа во Министерството за финансии, каде што работи во областа на јавни набавки. Понатаму меѓународни финансии, реформа на јавна администрација. Ова е најверојатно тука напишано на овој начин, за да не се напише дека била службеник кој што работела на овие теми. Тоа е нормално дел од работната обврска на службениците кои што работат на јавни набавки и од областа на јавна администрација и така натаму и така натаму. Ова не ја поврзува и не ја прави истакнат правник. Понатаму работела во други државни органи. Во 2001 година до 2006 година работи во Министерството за правда како државен советник овој пат за реформа на јавна администрација и раководител на одделение за стратешко планирање. И тука можеме да кажеме слободно дека најверојатно работела тековна работа во Министерството. Од јануари 2006 до јануари 2007 година работи на проект на единица за спроведување на проект од областа на катастарот на недвижности. Повторно, нема допирна точка со уставното право, со владењето на правото, судирот на законите, одлучување на уставност и законитост на акти. Значи, катастар на недвижности. Продолжува да работи од јули 2009 до 2013 во Државниот завод за ревизија, каде што е генерален секретар од април 2011 до јуни 2013 година. И
2013 понатаму 2019 работи во Министерството за здравство како државен советник, учествува во изготвување на сите закони и подзаконски прописи во областа на здравството. 2019-2020 година во Министерство за правда како државен советник за евроинтеграции и понатаму повторно 2020-2022 година во Министерство за здравство како посебен советник за правни прашања и меѓу другото се наведува дека имала посебен фокус на креирање на политики за справување со пандемијата COVID-19. Па сега сите знаеме како Министерството за здравство, екс-министерот Филипче, оваа влада се справи со пандемијата со повеќе од 8.000 починати, а најверојатно со нејзиното искуство дала голем придонес во советувањето на министерот за тоа како да состави еден неуставен закон со кој што требаше да се дерогира законот за јавни набавки, а со цел да се изгради клиничка болница во вредност од 500 милиони евра. 500 милиони евра, од кои што требаше најголем дел најверојатно да завршат во џебовите на бизнис партнерите на власта. Да не зборувам за набавките на модуларните болници, од кои што знаеме дека во една од нив живи изгорија 14 пациенти. Најверојатно го советувала и за набавката на респиратори, и за договорите во 4 очи, и сите овие работи најверојатно довеле до тоа да биде добар предлог да биде за уставен судија. Како и да е, и покрај тоа што Татјана Васич Бозаджиева ниту е истакнат правник, ниту има широко познавање од областа на правосудството, ниту пак ги исполнува основните критериуми за да биде дел од највисокиот орган, а тоа е Уставниот суд, кој што е чест на секој еден правник и можеби да биде дел од тој Уставен суд. Сепак сметам дека овој предлог е целосно промашен, тоа го знаат и колегите од власта, и сметам дека со ваквото предлагање на личности кои што се во еден дел компрометирани, а во другиот дел нестручни во своето за да обавуваат функцијата уставен судија, сметам дека се нанесува голема штета на уставниот поредок на државава, затоа што Република Македонија итекако е нападната во последниве години и тоа и се соочува со проблеми кои што директно се однесуваат на уставот, на промена на уставот, на носење на закони кои што се во колизија со уставот, и можеби Уставниот суд треба да биде оној столб во правниот поредок на државата кој што ќе на еден начин ќе ја држи таа рамнотежа и ќе возможи владење на правото и правна држава. Но сепак ете успеавме или успевате да го компрометирате и текако ослабнатиот капацитет на Уставниот суд, кој што знаеме дека и не може да се пофали со ефикасно работење во последен период. И сметам дека со вакви предлози само се прави дополнителна штета на судот и на неговиот углед. И од тука доаѓаат лошите оценки од страна на Европската комисија за работата во правосудството. Оценети сме со оценка 2, а исто така нема да ја подобриме и оценката на работата на ова собрание, затоа што сите овие прекршувања на процедурите и на постапките и во комисиите, и на работата на пленарните седници се следат под будното око на нашите пријатели од Европската Унија, и сето тоа се нотира во нивните извештаи. Доколку сакаме да направиме промена, треба да го напуштиме ваквиот начин на насилно донесување на вакви предлози и треба да ги вратиме пратениците онаму каде што е нивното место, а тоа е во собранието, во комисиите, да се слушне нивниот збор, а не како што е примерот во комисијата за прашањата од избори и именувања, да се одзема збор на пратеници, да не се дава право на процедурално и да се крши деловникот за работа на комисијата. Така да
Јас нема да ги поддржам овие предлози, се надевам дека и колегите од мнозинството ќе гласат против овие предлози. Благодарам. Има збор